Камера оди. Сега. Јас сум овде заради еден празен куфер. Мислам дека тоа го нема ни во Тунгузија. Толку. Два збора, три кои тој ги кажуваше секогаш пред да започне да зборува што ги дае. Метеовански е синоним за како да ти речам. Абре, како да ти речам, кој бара ќе најде. Американците едно, ние друго. Нема ништо горе на небото, се овде на земјата. И во секој случај таа аксиома кој тој често ја употребуваше, сега кога ќе размислам со една временска дистанца, можеби внатре се содржеше се што во суштина беше Мето Јовановски и како човек и како автор. Еден човек кој навистина се обидува многу внимателно да кон секој човек нели да пристапи со длабокото промислување како да го рече тоа што сака да го рече, и тие што го познаваат знаат нели за како да ти речам и Мето Јовановски. И да, навистина Мето Јовановски беше човек кој сакаше да кажува. Мето Јовановски беше човек кој беше пристојно образован, дури повеќе од колку што се да не бидам погрешно разбран од колегите актери, повеќе од колку што е потребно за актер. И во секој случај на Мето Јовановски беше човек кој знаеше да ги рече работата. Што е првото? Значи, Мето е великан на актерството, и филмско, и телевизиско, и театарско. Еден бард што нема друг како него. Човек, актер што остави голема трага во македонската кинематографија, во југословенската, па и пошироко. Така да, прво е дека е голем актер, оригинална личност, автентичен, со свој израз и незаменлив. Во неговата специфичност, неговиот начин на размислување, во неговиот начин на создавање на улогата, во неговиот начин на осознавање на уметноста преку духовната вредност, во неговиот начин како тој од неговиот професор Бојан Дановски во Софија ја превзел целата онаа сила и енергија. Не знам колку знаат луѓето, Бојан Дановски живеел во времето и заедно биле со Брехт. Така да, сето она што тој како професор му го дал на Мето, тој го преживеал, го одживеал и го пренесуваше на сцената. Како тој велеше, секогаш јас размислувам обратно од сите други. Јас не го правам нештото онака како што треба, туку го правам обратно. Никој како што не го прави. Значи, тој беше истовремено и истражувач на полето на духовната вредност, на уметноста, онака како што треба. Често пати знаеше да каже: Крсте, ти кога ќе излегуваш на сцена, во принцип во многу улоги во кои тој играл и што го гледал во драмски театар, секогаш пред да се појави се случуваа некакви чудни звуци. Се случуваше некаков тресок, нешто се случуваше за да може кога ќе влезе на сцената да го привлече вниманието. Тоа не беше далеко од она што нашиот професор Љубише Георгиевски, нека им ја лесна земјата на двајцата, не велеше кога студиравме на факултет, кога ќе се појавиш на сцена, мораш да се појавиш со многу моќно дејство. И тоа дејство ќе треба да го провериш во истиот момент колку публиката е фатила. И кога ќе осетиш дека публиката е фатена, тогаш можеш да ја месиш, да ја носиш десно, лево, напред, назад, но не со лажно дејство, него со вистинско. Мислам дека тука лежеше неговата специфика во начинот на создавање на она што се вика уметност преку улогите кои ги играше, преку ликовите кои ги оживуваше на сцената и на филмот, на телевизијата и така натаму. Значи, секогаш беше специфичен, многу поинаков од многу други. Затворот! Готово ли? Затворот. Готово. Сеча моја. Не само во негово време, туку и, ајде да кажем, и на неколку генерации
помлади актери, влијанието на Мето Јовановски како актер беше огромно. Да бидеме реални, се правеа етиди од неговите улоги на филм, со кои етиди актери одеа на приемен испит. Јас практично не се сеќам во неколку генерации пред мојата и неколку генерации после мојата, во кои добрите актери не ги знаеле монолозите од филмовите на Мето на памет, буквално, и немало практично пригода каде што најдобрите актери од помладата генерација не ги кажувале оние веќе фолклорни монолози, фолклорни реплики од филмовите на Мето Јовановски, со цел да покажат колку се добри. Значи, колку поубедливо актерите го имитираа Мето Јовановски, толку се сметаа себе си за подобри, така да влијанието на Мето Јовановски врз актерите и врз актерството е круцијално во Македонија. Практично, да бидеме реални, она што тој го играл средина на 70-тите, почетокот на 80-тите, таму некаде 90-тите до тетовирање, еден актерски образец за актерството во Македонија и е еден архетип за актерство кој се очекува од актерите од публиката во Македонија, но и на Балканот, каде што Мето Јовановски може и беше попопуларен и како актер и поприфатен како човек отколку во Македонија. За жал, како се вика, големите се носат што проклетство да бидат отфрлени дома, но почитувани и бескрајно ценети надвор. Последно работевме пред 2 години во една епизода, во една серија во Србија, се викаше Бранилец. Јас и тој играхме сватови кои се договараат да ги оженат децата. Јас, мојата филмска ќерка, тој неговиот филмски син, албанци кои говорат српски. И за акцентирањето, не само во говор, него и во гест. На крајот сцената беше треба си пружат рака. И ја викам рука, руци. Така беше текст. И он го направи тоа, ама како се друг да го заврши акцент. Викам рука, руци, ја фак. Мора тој да заврши, да поентира. И тоа беше многу шармантно и многу убаво, и така да само во суперлативи можам да зборувам за човекот кој со неговото заминување остана една голема празнина, и не само во македонската кинематографија и театар. Во последните години многу во театар во Македонија не играше, но работеше во Црна Гора, во Србија. Ми се чини дека повеќе филмови и серии има направено надвор од Македонија, неголи во Македонија, што е случај со многу други луѓе. Ние сме чудна една средина. Нашите великани повеќе се почитувани надвор од државичкава, неголи дома. Видете вака, тоа прашање што ви паѓа прво на памет кога ќе го спомнете името на Мето Јовановски? Бидејќи јас последните 7 години од неговиот, можеби 8, од неговиот живот се дружевме интензивно, секој ден, како предпладне, така попладне, се повеќе и повеќе откривав некои чудни работи кај тој човек, некои не секојдневни. И слободно можам да кажам дека кога ќе се спомне Мето Јовановски за мене, значи живот, значи пат, значи вистина, значи духовност, значи верба, значи вредност. Сите овие работи беа втемелени во една единствена личност, која се викаше Мето Јовановски. Тој својот живот не го живееше на парче, на делчиња. Оти за парче што можеш да купиш? Ништо. Тој го живееше максимално својот живот, сакаше да го потроши одеднаш. Секој дел од неговиот живот, онолку колку што живееше, го трошеше максимално. Значи го вложуваше комплетно целиот свој живот за да може да купи што е можно повеќе. Оти со 10 денари вие колку може да купите, нели? А кога ќе ставите многу пари, така може да купите. Ете, тоа од прилика е вака она што ми паѓа на памет кога ќе се спомне Мето Јовановски. Јас може би бев од мојата генерација еден од ретките со кој Мето Јовановски се дружеше од професијата, зборувам.
И за мене тоа беше привилегија и чест. Сме поминале, како се ка, и попладневниња и вечери заедно во разговори за уметноста, за театар, за филм, за животот воопшто. Мето беше верник, беше православен верник и сакаше да зборува за христијанството, за православието, за неговата вера, за посветеноста кон Бог. Тоа беа неговите животни теми. А во однос на, ајде да кажеме, на театар и на филм, мето беше еден од оние кои може да се наречат чеховисти, нели, човек кој цел живот или практично се образовал, се обликувал себе си како актер, како творец, како уметник, но и како човек, нели, на делото на делата на Чехов практично. Иако Мето реално погледнато во својата кариера има одиграно се од класика, современи автори, горе-долу целата македонска драматургија, Хамлет го има играно со огромен успех. И во секој случај Мето беше ист човек и на сцена, и во кадар, и надвор, затоа што кажав, Мето не глумеше, Мето си играше себе си, и на сцена, и на филм, и тоа е особина на големите. Што ако реално погледнеме, најголемите актерски имиња на светот во минатото и сега, нели, грдо разбрано се исти, нели, односно си играат себе си, нели, во дадени околности. Мето беше еден од тие големи актери. Тоа е разликата меѓу нас. Тебе ти интересираат пари, а за мене поважна е слободата. Која е слобода? Слобода да живеам по свое, да зборувам по свое, каде и кога сакам и да не ми е страф од тоа што сум и срам. Ако треба да загинем за тоа. А добро, што сум ја? Јас виновен во целата ова работа. Ти каде повие времења? За тето, трнава е така кај пријател. Не сме се видели одамна, посебно откако почна оваа заебанција, пукање и тоа заедно. Приватно секогаш, бидејќи живеевме близко на аеродром, и ќе се чуеме и ќе отидеме на кафенце, ќе си правиме муабет, така. Беше малку како нели таа серијата што има Волкот самотник, некако беше серијата Миле Гроздановски што режираше, беше малку така самотник, дали заради животот е многу чуден. Нели ако не се прилагодите на него, а оставите тој да ве прилагодува, е поопасно. Тој да ви ги крои патиштата по кои што ќе одите. Ги имаше сите човечки стравови, сите човечки заблуди кои ние ги имаме. Се што беше човечко, беше својствено за Мето. И Мето не беше човек кој тоа го криеше или кој... Мето не живееше тук живот. Мето го живееше со сењот живот, со сите радости, со сите страдања, со сите падови, со сите разочарувања, со неговиот специфичен однос кон семејството, иако практично немаше проект кој го работел со мене, со наши пријатели, некаде главно надвор од Македонија, кој не беше, нели, една калкулација, нели, сега да имам толку хонорар па да пратам на децата. Некако тоа му беше основно, нели, да може да работи, да заработи нешто малку повеќе, за да може, нели, да прати на децата. Некако тоа му беше превасходно, нели, во однос на материјалната страна на творештвото, иако, како се вика, Мето беше исклучително скромен човек. Мето никош, дури кога, иако ретко се случуваше да прифати честење на маса, дури ако тоа се случеше по некоја пригода, Мето нарачуваше исклучително малку. Тие што не го знаат, не знаат дека Мето во последните 25 години не консумираше алкохол воопшто. Исклучително ретко, можеби една чаша вина, но многу ретко. Пушеше цигари, тоа му беше страст, пушеше можеби 3 кутии цигари дневно, практично. Некако, сега кога
ме враќате, нели, се обидам, нели, да се вратам во сопствената меморија. Не можам да го замислам мето без цигара во раката. И можеше едно мало еспресо да го пие со 10 цигари. Практично тоа беше еден негов ритуал. Одеше на исти места, ето, се дружеше со исти луѓе. Да, мето беше зоон политикон во смисол на Аристотел. Тој беше човек кој беше социјално и политички свесен и социјално и политички ангажиран и активен. И тој беше член на политичка партија, тој беше советник во град Скопје, значи учествуваше во живот, нели, освен, нели, во фикцијата, нели, во приказната на уметноста. Тој беше човек кој навистина правеше се што можеше, колку еден уметник во суштина, нели, може да направи добро за општеството, ангажирајќи се, нели, дури и во политика. Беше патриот, тука да немаме никаква дилема. Метео Иовановски беше човек бескрајно влюбен во Македонија, во се што е македонско, иако беше граѓанин на светот. Мето зборуваше течно бугарски јазик, студирал во Бугарија, зборуваше, ајде да кажеме, дијалекти на српско-хрватски јазик и затоа играше во многу српски, хрватски, босански, црногорски, низ бивша Југославија, во многу проекти. На Косово исто така. Така да беше сестран и како уметник и како човек. По многу нешта беше специфичен. Пред се, во неговата уникатност беше по верувањето, по вербата, во тоа што го работи. А се разбират, имаше една аура огромна, на харизма невидена, просто камерата се лепеше за него, за неговите очи, за неговиот израз. Имаше специфичен начин на говор. Иако да бидам искрен, затоа ви реков, малку е тешко човекот е оправдано одсутен, да бидам искрен, за мене лично, не само како актер, вака како гледач на филмови, неговите по-дамнешни улоги за мене се на некој начин поискрени. Како од овие светските глумци, например, за мене Ал Пачино ми е подобар во Кум, кога не игра со фахови, со некоја техника, него подоснежните негови улоги. Мето во последните улоги така се изгради еден фах на говорење, кој не беше баш како приватно што зборува, но беше многу специфичен и интересен. Тоа публиката го сакаше и он имаше решено баш кога на Ангелин отпад Димитрија Рули му викаше, не збори така ти, не збориш така приватно, и ти ке ми кажеш сега. Ето беше специфичен. Сум решил, вика, наредните 10 филмови вака ќе збори. И така, значи, он секојаш доаѓаше подготвен од тоа. Мето беше човек во сепа, дури и во стравовите, во животот и стекнати низ животот. Не знам дали треба да се биде искрен во вакви моменти кога треба да се зборува. За човек лично сметам дека треба да биде кажено се што е вистина. Јас сум имал можност, ми е дал тој да посведочам за неговиот живот, живејќи, работејќи, живејќи заедно со Метео Иовановски. И Метео Иовановски, освен доблестите кои беа многу побројни отколку неговите мани, тој живееше во еден страв кој во голема мера ми го наметна и мене. Тој е страв од непријателите, од така наречените душмани, кои сите ги имаме, нели, во животот. Не можеш да имаш само пријател. Кога еден човек живе толку интензивно и е дел од многу бурни времиња, затоа што реално, нели, Мето ги поминал времињата, нели, на еден ран социјализам, доцен социјализам, распадот на поранешната држава, демократија, нели, па
промени нели кои беа најрадикални во последните 5-6 години се случија во Македонија, кој тој ги доживеа многу болно. Сите тие процеси кои се случуваа во последните 10 години тој ги доживеа многу болно некако. Иако тој немаше никаква лична инволвираност во тоа, ги чувствуваше лично, страдаше со народот буквално. Мето Јовански беше народен човек, да не го забравиме тоа. Мето Јовански ги презираше сите елити, политички, социјални, економски. Беше човек кој не поднесуваше елитизам. Беше човек кој не поднесуваше надменост. Мето Јовански презираше надменост. Мето Јовански сакаше обичните луѓе, обичниот човек. Мето немаше проблем да, како се вика, да седеме во кооперација. Никаков проблем не му било тоа. Како се вика, дневно неговата дневна шема беше во наједноставни кафетерии каде што излегува и живее народ. Мето Јовански излезе, роден е меѓу народ и живееше меѓу народ. И можеби Мето Јовановски е еден од оние уметници од последните кои може да се наречат народни уметници, народни актери. На крајот на краиштата, да не забораваме, Мето Јовановски еден од малкуте кој доживеал додека бил жив за живот да биде фолклор. На голем дел од карактерите, од улогите кои Мето ги играл на филм и телевизија, реплики, монолози беа кажувани и употребувани во обичниот, секојдневниот, колоквијалниот говор од обични луѓе, кои не се уметници, артисти, не знаејќи воопшто дека тоа се реплики, тоа се текстови, сценарија, кажани од актерот Мето Јовановски. Во суштина, ако го погледнеме Мето Јовановски и карактерите кои тој ги играл во театар, на филм и во телевизија, тој си играше себе самиот. Практично, нели, по она совршена, нели, класична идеја на Станиславски, нели, ти во дадена ситуација, ти во даден карактер. Така да силата, посебноста на Мето Јовановски како актер беше во силата и посебноста на Мето Јовановски како човек. Така да, во тој смисол беше исклучително лесно со Мето Јовановски да се работи, иако, да бидеме реални, јас сум еден од малкуте, можеби јас и Столе Попов сме единствени режисери во Македонија кои со Мето Јовановски работеле на 3 филма. По принцип, треба се знае, сакам да кажам дека нашите колеги режисери го избегнуваа Мето Јовановски и во театар, посебно на филм, со едно плитко образложение, бил тежок за работа. Да, Мето Јовановски е еден од најголемите актери на светот со кои сум работел и со големите и со најдобрите секогаш е тешко да се работи, затоа што големите актери и големите луѓе секогаш имаат прашања. И мене никогаш не ми било тешко да одговорам на било кое прашање кое Мето Јовановски го поставуваше и во животот, додека пријателствувавме, но и на работа, додека работевме, тој како актер, јас како режисер на 3 филма. И навистина, Мето Јовановски беше исклучителна можност за режисери, посебно јас свој прв краток филм го направив со Мето, кој играше главна улога во филмот, да бидеш подготвен како режисер, да дојдеш подготвен на проба со актерот, да бидеш подготвен на прашањата кои тој ќе ти ги постави за карактерот кој ги игра, за конфликтот, за местото, за времето на дејствие, зошто го прави тоа, како го прави тоа. Така да, во тој смисол на тешките актери од калибарот на Мето Јовановски на крајот го пружат најдоброто. Тоа што тие го прават на сцена или во кадар е од Бога дадено, благословено, и сите тешкоти кои еден режисер ќе биде, како се вика, обврзан да ги прави додека е во процесот, на крајот вредат за се. Јас во театар немам работено со Мето, но на филм имам повеќе пати работено. Прв пат работевме на филмот Македонска сага од Бранко Гапо. Јас бев при крајот на студиите, само што туку што завршен.
а Мето го играше ликот на Оджата, јас бев брат на Джемиле. Едно интересно искуство, прв пат го запознав човекот. Подоцна соработувавме во филмот Ангели на отпад на Димитрија Рули Османли, кај што ја играв негов син, или тој играше мој татко. Соработувавме во едно филмче, среднометражен филм на Јани Бојаджи, Крајот на светот. Јани, која ми го понуди тоа сценарио да го работиме, требаше јас да го играм таткото и да земеме некој помлад колега актер за да игра мој син или натурчик. Сценариото е за во еден сушен период, двојца луѓе, син и татко, копаат бунари и со некои прачки истражуваат каде евентуално има подземни води за да ископаат бунар. Има тука и хумор и мистика. Тој филм го прошета светот, можеби на повеќе од 70 фестивали одеше. И јас на Јани му предложив затоа што не само затоа што во Ангели на отпад игравме син и татко и носевме исто презиме, но гумина во јавноста мислеа дека сме и во животот син и татко, па кога ја подостарев малку почнаа да мислат дека сме браќа и така натаму. И го замолев Јани, иако таа улога беше поголема, поатрактивна на таткото, па викам и така не прават син и татко, дај викам за да има тежина, да земи го Мето, викам, да ја игра улогата на таткото, а јас синот, викам. И така и се случи, го снимавме, и тоа беше многу успешен филм, многу интересен. Имаше еден момент кој не можам да го заборавам од снимањето на тој филм. Тоа камиончето, едно мало тамче, не знам што беше постаро од нас, која едва палеше. А кадарот беше негде во Овчеполието, во Свети Николско, не знам точно тие села там, Зибегово, Мамутчево, имаше железничка пруга. И претпоставам дека последниот воз тамо поминал за време Турската империја, или наводници. Кадарот беше тоа старо камионче кое Мето го возеше, јас седам до него, тешко палеше, а камиончето поставено на пругите. И Мето пред кадарот се обидуваше да го запали. И тоа вергла. Наведно, со главата, не гледа. Кога одеднаш гледам дека иде воз од другата страна. Може би на 100-150 метри, иако ми се чинеше многу пократко тоа. Се јас, шокот беше толку голем што не можев во првиот момент да сватам дека сепак бавно се движи возот. Воз иде на нас, еве го, толкав, мислам ќе не залепи. И он наведно вергла, ја надвор од камиончето, ја отварам вратата, викам, Мето, воз! И он како што стоеше, немаше време да погледне дали има воз, толку беше мојот страв голем, што директно од таа позиција он се фрли према мене и искочи од камиончето. Од 5 метра дојде газдата на тоа возило и тој, како во американските филмови, кога е најгусто, оно не пали. И едва и некако запали, у риквер, а умеѓу време викам, Јани, пушти камера. Штета што тоа не беше снимено, иначе тоа беше филм во филм. Таквите како тебе ќе цркнат гледајќи телевизија. Тоа се многу. Морам да се сетам на Злочини казна во МНТ, не во овој театар, не во центар, односно на Охридско лето. Кај нас, да не зборувам, од диво месо, многу улоги. Филмски, за мене, една од првните улоги негова, макар да има многу одиграно, низ бившите простори тетовирање.
Не затоа што и јас играм, не затоа што, него на вистина тоа беше еден врв него. Тушкаво, бе! Јас, кога се запишав на Академија, 79 година, моментално тогаш во тој период во драмски театар беше доста актуелна Диво месо. Представата, култната представа на драмски театар, на текст на Горан Стефановски, режија на Унковски, и Мето Јовановски го играше таму ликот на Симон. Тоа беше една таква енергија од тој Симон. Иако таму сите беа одлични актери во таа представа, сите до еден, почнувајќи од Ацо Ѓорчев, преку Ненад Стојановски, Милица Стојанова, Ленче Делова, Димче Мешковски, Ванчо Петрушевски, Снежана Стамевска, за жал многу минодни веќе не се живи, но нека ми прости некој ако заборавив. Значи, сите играа фантастично, но начинот на кој Мето го играше тој Симон, кој беше болен од трипер, ние честопати знаевме како студенти да го имитираме малку. Во еден негов монолог, кога велеше ете овде нешто ме боли, велеше. Му елам, господине капетане, пуштете ме да си одам дома, имам трипер. Тој ми вели кај го фати, јас му викам кај Мими Бошковиќева. Симон, кога му векаше, што бараш ти, Стево, ти не знаеш да свириш тамбура. Ова беа едни негови зборови од еден многу добар монолог пред да почине, кога и велеше на жена му, на Снежана, веше, Вере, родим едно машко детено. Ме гуши овде, ево. Мими, дај да ти ја видам жолтата книжка, а? Ајде, кажи ми, кога последен пат си била на преглед? Добро, те прашувам, ајде, кажи ми, кога последен пат си била на преглед? Сакаш да ме зарадиш, Ке си извлечам, Мими. Резервистот Симон Андреевиќ од 21-виот полк, болен од трипер. Господине капетане, дозволете 10 дена отсуство да се лечим со хиперманган. Каде го фатив? Кај Мими Бошковиќева. Не ја знаете, па вие ништо не знаете. Мајко моја, Мими, викни музиканти. Така да, тоа оставаше едни длабоки траги во сите нас како студенти. Во тој период јас не знам дали е прикладно и колку е добро, ја бев во една генерација која остави еден голем печат во македонскиот театар, како Мими Таневска, Владе Талески, Горан Илиќ, јас, мојата маленкост, Љупчо Тодоровски упа и така натаму, да не ги редам, значи сите имаше повеќе, значи оставивме една длабока трага во нашиот театар во тој период, па и малку повеќе. Да, може да се каже живот, затоа што прво со Мето, уште кога беше во Штипски театар, бидејќи ние сме контактирале во тоа, после бевме на факултет заедно, сме спиеле во иста соба, се разбира во различни кревети, и заедно завршивме, заедно се вработивме во драмски, заедно се пензиониравме во драмски. Така да Мето ми е, мало е да се каже дека ми е брат, односно другар е мала работа, брат и повеќе. Да не говорам на сцена колку сме играле заедно, почнувајќи од таа позната Диво месо. Последно со Мето што сум работел беше Хамлетот Долно Гаштани ја режираше во драмски. Ми беше режисер, тоа е последно што сме го работеле, а на филмови за ова да не кажувам телевизиски серии. Голем актер. Веројатно Мето имаше еден таков темперамент
на сцената што беше тешко дури од режисерот да го смири ако не треба. Он правеше се на сцената. Можда во почетната фаза можда и погрешно, но на крајот ќе ги најдеше сите убавини на карактерот кој што го играше. Така да многу имаат сличности со Шишков. Двајцата. Макар да се различни, но темпераментот скоро им беше ист. Тоа не се луѓе. Тоа се непријатели. Добро, а како јас тоа да го проценам? Што ако покажем со прст на невини луѓе? Друже Оргачев, јас овде лежев невин, така? Обелев, но не поткликнав и не загубив верба. Вие имате право. Се боревте за спас на земјата, за независност, за слобода. Се навршуваат точно 10 години од прогласувањето на Мето Јовановски како доктор honoris causa на нашиот универзитет и до крајот на својот живот тој беше професор на Интернационалниот универзитет Европа Прима и поголем број на актери и актерки од македонскиот театарски простор кои што денес играат во Македонија и во светот произлегува од славната класа на актер Мето Јовановски. Бидејќи на тој ден на прогласувањето на Мето Јовановски се случуваше еден невообичаен чин, еден актер да биде прогласен со највисоката академска титула, која била присутна во меморијата на академската историја на светот со векови. Јас ќе му оддадам едно признание, бидејќи тој е на небото на бесмртноста на македонскиот театар, филм и на нашата култура и на нашата едукација, бидејќи тој беше заљубен во својот професор Бојан Дановски, едно од најголемите имиња на балканскиот и светскиот театар, пријател на Брехт, и бидејќи беше заљубен во неговиот професор Бојан Дановски од Академијата за театар во Софија. Еве, ова е признание за нашиот професор Мето Јовановски, кој што остави и бесмртни траги во театарот и во филмот, и бесмртни траги во македонското високо образование, во театарската игра и режија. Ние често пати знаевме да го изимитираме, но она начинот како тој ги создаваше неговите улоги, начинот како тој го поимаше театарот, тој сето тоа беше многу специфично и тоа кај нас, кај одредена група на актери, како мене, како овие кои ги набројав, предизвикуваше едно друго чувство. Значи, покрај тоа што го изучувавме ние на академија како занаед, бидејќи нашата професија е занаед, знаете, во вистинска смисла на зборот, кога ќе отидевме во драмски, најчесто во драмски театар, одевме ги гледавме представите, се судиравме со некои други чудни некои нешта. Како тоа сето да се преточи и да се направи специфично да биде она што е вистинското. Нормално со она што ние го носиме како личности. Ние не можевме нели да бидеме Мето Јовановски, но Крсте Јовановски можеш да бидеш на начинот како што треба да бидеш, или Талевски, или Мими Таневски и така натаму. Значи секој од свој агол ги гледаше нештата, при тоа препознавајќи го, совладувајќи го занаетот кој ни го нудеше Мето вака буквално на тацна. Нашиот професор честопати знаеше да каже, ако не знаеш како, укради од некого нешто, ама преработи го да биде твое. Значи да не биде туѓо пак. Зборот ми е, јас прв пат играв со него 80, мислам, не се сеќавам,
Јас имав една етида куче на академија во прва година и беше многу успешна етидата и професорот Георгиевски режираше представата или првенчето на Јордан Плевнеш Еригон во драмски театар. Јас го играв ликот на Ротвајлер Леонберг Несман, едно куче многу опасно, а Мето Јовановски го играше кучето Еригон, главната носечката улога. За жал во Македонија, како секој човек треба да умре, нели да најдеме аргументи за да ја определиме неговата вредност. Тоа е така беше и со Мето Јовановски, иако да бидеме искрени. Мето не беше човек неблагодарен од животот. Тој беше совршено свесен дека постигнал многу во животот. Тој знаеш да каже дека постигнал многу повеќе од колку што очекувал, дека постигнал многу повеќе од колку што му било дадено. И тоа се факти. Тој велеше дека во некое време актерот бил како божество сметан. Мето. Кога ќе отишол во некоја куќа, актер, луѓето го пречекувале и мислеле дека дошол ангел Господов и се сметало за благослов во таа куќа. Мето пред да стигне некаде, тој веќе беше таму. Ги предчувствуваше работите многу. Имаше страшна интуиција. Меѓу другото, Петре Ма Андреевски вели, кога ќе тргнеш некаде, тргни со убав човек. Немој да одиш со грд човек. А Мето беше токму таков. Убав човек. Иако многумина нема да се сложат со мене, затоа што кога човек ќе тргне напред и кога ќе создава многу нешта во неговиот живот, неминовно е да се создадат и други непријатели заради предрасуди. Тие никогаш не ја виделе оваа страна за која јас сега зборувам. Истам страната на Мето. Онаа вистинската човечката страна, која го тераше, го направи толку голем колку што е. Тој беше, можеби додека беше жив, многу голем. Не сакаше многу да се слика и затоа сега оваа вака 3/4 такт, јас го викам честопати, ако се сликаше, секогаш се сликаше вака, од 3/4 профил. Многу му сметаа многу луѓе кога ќе дојде околу него да се сликаат. Не сакаше со секој да се слика. Му сметаше тоа. А јас му велев честопати, Метове, ти си олицетворение на овој народ. Една слика за тој човек значи еден живот. Ја покажува на своите внуци, на своите деца, нели? На сите оние кои го познаваат. Ти си веќе печат на оваа татковина, на овој народ. За Мето може томови да се напишат, многу да се говори и пак ќе биде малку и пак до крај не може да се допре до вистината кој беше Мето. Во која смисла? Затоа што човекот скоро никогаш, бар кон мене и кон оние со кои сум имал можност да гледам дека сме биле во друштво, во соработка, приватно, по кафане и така натаму. Како да имаше оклоп човек. Не даваше да му влезеш во она што е негово приватно, интимно, на никого докрај не се откриваше. Носеше голема мистика за себе и тајна и можеби тоа беше, освен невидениот талент, можеби тоа беше едно од горивата на неговиот, од тајната на неговиот успех, неговата тајновитост и неговата мистичност. И такви улоги работеш, односно таков шмек на секоја улога даваш. Затоа што пак како све е видливо, онда тогаш не е интересно. Секојаш гледачот треба да што сакаше да каже, што е подтекстот. Многу е поважен во нашата работа подтекстот него текстот. Во некажаното, во мислата. А Мето знаеше да игра и со мисла, пред се, со душа, со емоција. Голем човек и голем актер.